Апсите новинар, бе, што ви е на вас? Абе, пусти бе! Што правите, бе, човек? Вие нарекот италијанската држава еби ветар држава. Вашија деца? Пишма. И второто прашање ми е кој евро сакате да го играм? Тешкото или шото? Кој што ќе замолам да го одговорите конкретно. Две прашања обвинито ке. Затоа ми беше прашањето. Сега, господин Рашковски, вие се конфронтирате со новинариот дека ќе видиме дали ќе покрене. Значи, прашањето е следно. Господин Езекири, едно прашање, ако може. Тоа отворивте главната врата на собранието, која врата ќе отворите за законот за јавна обвинитост? Прашањето е такво да може секако да се одговори. Бевте во Република Северна Македонија во петок, во сабота. Северна не сум бил, у Македонија сум бил. Диригент, председател на културна фондација во Бугарија, член на големата масонска ложа на Бугарија и внук на Гоце Делчев. Тој е човекот кој што пред неколку година диригираше со концертот во чест на смртта на Гоце Делчев. Вечерва наш гостин. Добар ден, господине Христо, господин маестро Христо Христов. Завршивте со вашиот концерт вчера во чест на Гоце Делчев. Морам да кажам дека вие сте диригент и председател воедно на фондацијата за културен надпревар Гоце Делчев. Да. Звучи големо. Како поминавте на вчерашниот концерт? Многу благодарен на оркестарот, те беха многу професионално и човечки, многу добро реагира. Оркестарот беше многу добар. Сум многу благодарен. Да. Во Македонија пред концертот, пред чествувањето на смртта на Гоце Делчев, се појавија повеќе контроверзии околу вашето име, околу вашиот настап, околу организацијата на чествувањето на смртта на Гоце Делчев, во смисла на тоа дека вие сте човек кој што ќе се обиде на некој начин да го асимилира Гоце Делчев во Македонија како бугарин. Нема како да асимилираш некој кој веќе е починат. Просто нема как да се асимилира. Тој е тој кој што е бил и толку. Ние направихме еден концерт кој само во чест на тој човек. Млад човек загинат на 31 години. Толку, ништо друго не стои позади. Јас сум диригент, тоа е верно и за мене и за сите останати од фондацијата тоа е најважното да се оди со култура напред. Култура да има мир, да има соработка меѓу луѓето од секаде. Јас не можам да си го представам како може некој да биде асимилиран, уште повеќе човекот го давно е убиен веќе. Тој не е жив. Вие можеби најдобро ја знаете историјата на Гоце Делчев со оглед на тоа што вие сте и негов потомок. Вие сте внук на Гоце Делчев. Самиот Гоце не е имал никакви деца и така се и уште двајца од браќата тогаш. Мој прадеду е негов брат. Тој е единствен кој останал жив, но Гоце, Милан и Мицо, тие се многу рано се убиени, се многу млади се. Даже и Гоце, и тој е убиен порано, на по-мала возраст од колку и Исус Христос, нели? Тој даже 33 години не е направил. Да. Така што да, Христо е останат жив и така се доаѓа и до мене и јас го носам истото име. Сам крстен. Така. Чувствувам дека вие го носите истиот товар на Гоце Делчев. Во Бугарија ве декларираат за македонец, во Македонија за бугарин. За Гоце уште не можеме да се договориме што е, дали бил македонец, бил бугарин. Вие како се чувствувате? Ние сме бугари. Јас сум роден во Бугарија, таму е родено и
и моето семейство, а така са се декларирали и предците пред това. Како било по-рано, така сме и сега. Во таа смисла нема смена, нема промена. Но независно дали, да кажеме, ако јас пред години имаше таква можност да земам австрийски пасош, пошто 5 години тамо живеев, па учев, па работев, па така. То щеше да биде само пасош, немаше да ме смени мене. Јас щех да си бидам пак истиот човек. Да, ние сме бугари. Но Гоце Делчев вели дека е македонец и дека е борец за македонската држава и македонската држава и македонската самостојност. За самостојност, јас не знам каде е кажано тоа. Да го е кажал тој, тој не го знам. Знам друга една непријатна средба имало. Таа е верно многу непријатна и како да кажам, седи некако како фамилна историја, но имал средба со тогашниот, тој се уште не е бил цар, е бил кнез на Бугарија, Фердинанд. Те повеќето од тогашните револуционери се имали, од попопуларните луѓе, нели се имали средби со него. Фердинанд му кажал: слушај, момче, или автономија, или анатомија. Не е пријатна таа приказна, ама е вистинска. Автономијата е нешто което е основно говорено, работено за неја и се вика автономија. Тоа е различно од независност. Според вас, го разговаравме пред да го започнеме ова интервју. Да. Пред да го започнеме ова интервју, разговаравме во врска со Гоце Делчев малку повеќе. Гоце Делчев административно се декларирал како бугарин. Тоа е точно и се запишал како бугарин на неколку места. Но во тој историски контекст тоа била единствена можност на Гоце Делчев да функционира на ово поднебие. Се декларирал и како македонец, по чувство македонец. Да. Поеле. Сите се македонци штом доаѓаат од Македонија. Тоа е јасно. На мене лично, јас не би се согласил со тоа не административно некој да се определува. Тоа е време кога семејството е живело во Османска империја. Тоа е многу јасен феодален строј. Си има султан, кој што никако не е бил умилен од моето семејство, па и не само од моето, пошто многу се страдали. Но некој да треба административно да се определува некако, на мене лично не ми звучи баш добро, честно кажано. Да и не можам даже да го разберам што точно да значи тоа. Тоа е време кога, ако можете да си го представиме денеска, да кажеме од 5000 луѓе има сигурно 20 кои можат да читат. И што разбира народот од администрација? Нема такво нешто. Тој може да разбере од мотика, може да разбере од менци, од стомни, од тоа може да разбере од администрација. Што да разбере народот тогаш? Сепак тоа е 19 век. Много порано е тоа. Баш заради тоа што народот тогаш не можел да разбере што е администрација и не можел да одбере како ќе се запише, освен како му било наметнато да биде запишан. Нема варијанта на тие луѓе некој нешто да им наметне. На сето одгоре тоа се луѓе кои се имали доволно здрав, силен кураж да прават работи кои што се против една држава, ако можеме да си го представиме, се едно некој днеска да тргне да прави нешто против Америка, Канада и Мексико, да кажеме, зети заедно. По тоа време Османската империја тоа е едно огромно нешто, многу јако, едно од најголемите сили воопшто во светот.
и некој кој е тргнал да ја клати таа држава и некој да може да му наметне нешто. Как да си го представиме? Не знаете каде ми бевте сега контрадикторен, велите Гоце Делчев е македонец, тој доаѓа од Македонија. Да, тој е. Но претходно кажавте дека вие сте бугари со генерации. Нашето разбирање и така и моето, така сум воспитан, луѓето кои се македонци се луѓе кои доаѓаат од Македонија. По таа логика и Гоце Делчев би бил македонец бидејќи доаѓал од Македонија. Да, тој е македонец, апсолутно, и така са сите. Сите кои се дошли од Македонија, така и целото семејство. Да, те се доаѓали од Македонија. И бидејќи од таму тие се македонци. Така се многу луѓе. Мислам даже како цело во Бугарија се повеќе отколку се тука. Не знам сега баш како е. Но памтам пред многу години таман беше таа политичката смена. Значи тоа било некаде 90-та година. Сам бил многу млад, но па нели сум музичар, јас памтам две работи многу јасно. Едното е ноти. Памтам многу ноти и памтам и числа. И имаше некакво, не знам од кај излезе, но излезе некакво число за колку се македонците во Бугарија. Даже не памтам и зашто е било тоа и каде сам го читал. Но числото е повеќе отколкото се тука. Такви како вас и мене, нели ние сме еднакви по потекло. Тоа мислам ние во таа смисла ние немаме разлика. Тогаш числото кое јас го памтам од тоа време беше 2 милиони 103 илјади луѓе. Тоа е 90-та година. Како се е развило тоа число 30 години подоцна? Најверојатно е станало, се е зголемило некако. Нормално е народот да станува повеќе и повеќе и повеќе. По принцип е нормално. Не знам. Тоа веќе од тогаш не знам, не сум читал таква статистика, не сум читал. Вие сте културен работник со светско реноме и не би сакал да ве вмешувам многу во политика, но ќе ве прашам едно прашање кое што е со политички контекст. Ве кажувате во Бугарија има повеќе македонци отколку во Македонија или имало некогаш. Красимир Карагашанов сега вели дека во Македонија нема македонци, туку сите сме бугари. Се согласувате со неговата изјава? Не можам да се согласам, пошто од времето кога да кажеме луѓе кои се бежанци македонци во Бугарија се дошли таму страшно многу и на многу места и луѓе кои тука се го поминали тоа време, јавно има разлики. И денеска си има луѓе тука во Македонија кои се определуват и за само македонци и никакви други. И тоа треба се почитува и е најнормално. Да, ако е кажал нешто такво, за мене лично нема право. Секако е нормално да има некој кој да се чувствува така како што сака. Ако тој каже јас сум македонец и ништо друго, тоа си негово право. Маестро Христо, во Македонија, како што најав на почетокот, имаше еден неоправдан страв дека вчерашниот концертот за во чест на Гоце Делчев ќе биде условно кажано бугаризиран, дека ќе се пеат бугарски песни, дека ќе се направи обид Гоце Делчев да биде прикажан преку бугарски мелос и слично. Од каде мислите дека потекнува тоа? Јас ја имав програмата, ја знаев програмата, таму немаше ниту една бугарска песна, немаше ниту една, да речам, имаше македонски песни кои што беа планирани да се пеат. Од каде мислите дека потекнува тој анимозитет кон се што доаѓа од Бугарија? И обратно, од каде е анимозитетот во Бугарија кон се што доаѓа од Македонија? Не знам да има анимозитет за нешто кое доаѓа од Македонија. Во Бугарија, јас лично не гледам ништо страшно. Ако некој тука се е плашил, за мене тоа е чиста глупост. А од каде потекнува некоја глупост, ами не знам. Да, просто не знам. Некој прост човек и кажал некоја проста работа и сега
Да, и така. Не знам откъде. Но тоа е простотија, апсолутно простотија. Морам одма да кажем. Тоа е простотија. Народна песна да се испее, македонска народна песна да се испее во Македонија пред македонци. Јас лично ништо лошо не гледам. Јас се слушав онаа верзија која што вие имате аранжирано на Ја излези Ѓурѓо, Да. која што е изведена во домот на армијата во Софија. И таа ќе ја презентираме и тука во оваа емисија, во интервју, за да се слушне како изгледа. Не е, таа е практично аранжирана, но Тоа се само пее, аранжирана, да. но се пее на македонски јазик. Да, да, така како што е. Ништо нема чепнато таму. Просто инструментите се напишени за класични инструменти, нали? Нема гајда, нема кавал, ама има виолина, има виолончело, има тимпани и така натаму. Тоа е симфониски аранжман. Кажавте една многу интересна работа пред да го снимам интервјуто, морам да се навратам. Да. Интересна и вистините работа. Кажавте пред да го почнеме интервјуто, тоа е дека вие правевте аранжман на народна песна Да. и никој нема право да ви каже на вас кој е вашиот народ. Да. Тоа е народна песна и на сето одгоре јас сум од истиот народ. Од македонскиот народ. Да, тоа е македонски народ, да. Точно така е, да. Каков е проблемот? Тоа е точно толку моја песна, колкото е и ваша, колкото е и на милиони луѓе. Еме, Како е да се биде македонец во Бугарија? нормално, като секој друг. Като секој друг, најнормално. Може од секаде да е човек. Да, тој е човек на две нози и толку. И тој си има неговите си права, и секако, штом имаш права, треба и должности да имаш. Нели така се вика? Обврски, да. Штом имаш права, имаш и обврски, и така. Знаете од кој аспект ве прашувам, македонската, да речем, македонската диаспора во Бугарија, Омоилинден, имаат една организација наречена Омоилинден Пирин. Им се ускратени сите права. Во некој аспект може да кажам дека се и репресирани, тоа го пресуди и имам слушното за тоа, не мислам да сум адекватен за мојот одговор. Просто немам доволно информација. Тоа што јас знам е што тие луѓе се сакали да направат организација која да и организацијата е создадена во српското посолство, амбасадата. Тоа секако прави нервозни многу други луѓе. Како секој човек во Бугарија, независно дали е од Благоевград или од Уагадугу, некаде Средна Африка, тој ги има едни и исти права како што и секој друг. Како што и председателот на државата, како што и тоа кој е во затвор. Нели имат некои права и тие се почитуваат и толку. Ако некои луѓе сакат да прават некакви нешта кои се недозволени од како да кажем, од законите, значи те не може да го направат и толку. Но не сум баш најдобриот собеседник за тие работи, пошто не знам доволно. Ќе се задржам на Гоце Делчев. Уште едно прашање за вашето чувство. Како е да се биде потомок на така голем човек? Ние сме најнормални луѓе на две нози. Најнормални. Нема никаква разлика. По принцип треба да се внимава човек сепак да не направи некоја глупост, да не каже нешто кој знае колку, за да не се фрла кал на предците, ама ние сме најнормални луѓе. Јас не сум сам, нели има и други. Тоа е нормално. Семејството се може на некој да не му е баш кеф што има живи луѓе од семејството и да сака да сме мртви, ама не става. Кои се тие луѓе? Може да има сега. Такви кои многу сакат да игнорират, ама не става. Вие сте, ако не се лажам, вие сте член на масонска ложа. Така е, да.
има шпекулации во историјата недоволно дефинирани работи дека и Гоце бил масон. Не е бил. Не е бил. На кој вака да ве прашам по прецизно на која масонска ложа сте член? Верно е, во Бугарија има неколку организации кои се водат за масони, но има една која е вистинска, или барем на тој начин на кој што ние гледаме. И таа организација се вика Обединена Велика ложа на Българија. Таму членуваат само мажи, тоа е само таа организација која е призната меѓународно. Тоа е организацијата која ги има меѓународните врски. Ако има нешто за кое, да кажеме, сум леко виновен, не сум баш виновен, но јас работев известно време во като секоја организација си има администрација, пошто јас разбирам од администрација. И тогаш се нашли браки од Македонија и од Бугарија, од Пловдив една ложа, и сака да се збратимут. И тоа беше направено. Тие се многу, масонеријата по принцип се стари работи, тие се по 300 и кусур години стари, и си има закони по кои си одат работите, и секогаш не можеш да одиш лево-десно, не? Там е право и толку. Кога две ложи сакат да се збратимат и се од разни големи ложи, едната е голема ложа на Македонија, другата е Велика ложа на Българија. Обединена Велика ложа на Българија. Кога тие сакат да се збратимат, тогаш се пишат документи и секоја ложа треба да најде еден човек кој да биде гарант за тоа што збратимувањето ќе биде многу хармонично и многу позитивно. И двете ложи ми избраа мене за гарант. Обично не се прави така. Секој ложа си посочува некој кој става гарант на другата ложа. Но и од двете страни ме посочија мене, сигурно знаеки за моето потекло, и па и сепак чисто административно тогаш јас бев на доволно висока позиција. И така. Но што се однесува до Гоце, не е имало. По тоа време е имало една ложа во Солун, се вика Македонија Резорта, но таа е под италијанска, таа е дел од така наречениот Велик Ориент на Италија. И таму се били некои популарни луѓе членове. Еден од нив е Мустафа Кемал. Ататюрк, да. Да, еден од нив. Но не е имало на други места. Од Солун нагоре, като се гледа таа територија целата, до Белград, налево и десно до Софија немало. Немало е, просто масонерија е немало по тоа време. Бил освен македонската? Не е имало, просто... Значи, во делот тој што ние го разбираме како Македонија, тоа е Солун. Солун, и да, исто на Солуна таму, мислам, да. Значи, во Македонија имало само една ложа и тоа е во Солун. Македонија Резорта се вика. Дел и член на таа масонска ложа е Мустафа Кемал. Фантастичен човек. Знам дека масоните не сакаат да се мешаат многу во дневна политика и во политика воопшто. Да. Но како гледа големата масонска ложа на Бугарија на спорот помеѓу Македонија и Бугарија? Никако. Тоа е политика. Ние имаме две работи за кои не се мешаме како масони. И едната е политика и другото е религија. Те се две работи за каде вие нема да најдете ни еден масон кој да ви каже нешто за религија или за политика. Како масон, како нормален граѓанин на некоја држава може да ви каже многу работи. Тоа си зависи од него. Но масонеријата нема никаков став.
А маестро Христо Христов како гледа на тој спор? Како да ви кажем? За мен е голема жал. Би требало работите да одат напред и да биде много по-леко и да биде много по-бърже да се оди напред. Ма като гледам какви глупости се правят. Било къде. За мен е най-добро кога луѓето живеят како во една држава. Тоа е Европска унија дава точно таа можност. Јас во тој момент немам никаков проблем и живеем како во една држава, да кажеме, со пријател од Германија. Германија знаме каде, не? Но, бидејќи дел од Европска унија, ние сме во една држава. Како една држава. И јас тоа го сакам и за Македонија. Мислам, не постои нормален човек кој би кажал државичка од 2 милиони да биде нешто друго, освен да биде дел од. Тоа се решава раз-два и толку толку. Мислам дека ако повеќе културни работници се вклучат во овој спор, многу полесно ќе го решиме. Или нема воопшто да биде спор? Јас не знам зашто треба да си ги дадат очите воопшто. Кел фајда од целата работа? Кој печели од целата работа? Нека да ви кажам, до тука јас се сеќавам само на еден. Тоа е А1 се вика, или како името на тие другите за комуникативни фирми. Тука като дојдам и зазвонам на некого, јас плаќам Роми. 3 евра и не знам што си, се едно не сум во Македонија, сум на месечината. Да. За нив тоа е фајда. Секако да ги земат парите, јасно. Ма јас не сакам да плаќам толку. Одма кажувам, не сакам да плаќам толку. Сакам да ми е нормално како да звонам, да кажеме, во Лондон. Или звонам во Париз. Тоа да чини 15 центи, не 3 евра. Много просто и јасно. Маестро Христов, во Македонија има една перцепција дека се што доаѓа од Бугарија е инхерентно лошо. Тоа значи, тоа е некакво наследство кое треба да се мане. Истото като тоа е нормално секој да оди во тоалетната, ама сепак след него треба да се пушти вода. Треба многу вода да се пушти и колку може по-брже, за да се одмие тоа и да се оди спокојно напред. Така функционира човекот. Не може да не оди до тоалетна, јасно. Океј. И да пушти водата и да е чисто, да се оди напред. Не стои на едно. Животот не е во тоалетната, нели? Тоа е само за малку временци и после животот продолжува надвор од тоалетната. Да. Таму е животот. Кои се плановите, вашите планови, односно плановите на фондацијата Гоце Делчев? Да, јас сум ги кажал, веќе сум разговарал малку, недоволно многу, но наредната година се 150 години од раѓањето на Гоце Делчев. Тоа е 2022 година, 150 години. 150 години така или инако не се случуваат секој ден. Тоа е голем јубилеј. Нашата желба е тоа да биде одбележено како што треба. Народната банка на Бугарија, така се вика Българска народна банка, БНБ, е планирала да излезе со јубилеј на пара, печати пари, на кој ќе го има ликот на Гоце Делчев. Тоа е добро нешто. За мене би било многу добро ако можеме да направиме еден добар концерт со македонска музика во Виена. Таму од каде се прават
На 1 јануари концертите кои што се гледат низ целиот свет. Да, На истата новогодишните. зала, која се вика Музик Ферајн, ако може тамо да направиме концерт, симфониски концерт, каде што може да се и свират, и испеят и ја излези Ѓурѓио, или да кажеме Стар Бел Дедо, овци пасе. Убави работи, нема ништо лошо. Тамо во Виена нема да има никој толку прост човек кој да каже нешто против. Верувам дека ќе нема и кај нас. Дај Боже, дај толку Боже. прост човек кој што ќе каже дека во Виена ќе се прават. Што да не? Тоа е како да за класичната музика, тоа е како да појдеш до Ватикан и да стиснеш раката на папата. Тоа е за римокатолиците, да кажеме, тоа е многу важно. И за класичната музика, јас сум убеден, тоа е најдоброто место каде може да се настапи. Би било прекрасно ако Македонската филхармонија биде вклучена во тој проект. Би било прекрасно, да. Никогаш не е била таму, да, ето, сега да биде таму. Тоа е план за еднината. За крај имам едно прашање кое што верувам ги интересира сите кои што ќе гледаат ова интервју Да. и повторно е поврзано со Гоце и затоа ќе ве промислам дека сте најсоодветен да одговорите на ова прашање. Пред десетина години во Македонија имаше едно интервју на внука на Гоце Делчев, во кое што Гоце Делчев беше портретиран За како Катерина? да, А, беше портретиран како плашлив човек, како човек кој што бегал, се плашал од конј, бегал на магари и слично. Од вашите вака сознанија низ вашите семејни архиви, каков човек бил Гоце? Не се плашиме лесно. Ајде, така право куме во очи да го кажем, не? Да, знаеме, може да се случат секакви лоши работи на секого. Нема човек роден на земјата кој да не може да ги изјаде шамарите, тоа е јасно. Да. Но не се плашиме лесно. Јас не можам да замислам как може тој човек кој колку работи се случили докато е бил жив. Кажеме, атентатот на реката Ангиста, по тоа време не знам дали ги знаете, тука има едни млади момчиња од Велесте са гемиджиите. Гемиджиите, апсолутно, да. Знаете, ето. Или да кажеме, тоа што е случено, подоцна се знае како аферата Мис Стоун. На таков човек може ли лесно да го изплачиш? Просто не знам како е тоа можно некој воопшто да си го представи. Што можеш да минеш ноќно време по планината и там не се плашат толку лесно тие луѓе. Маестро Христов, ви благодарам за одвоеното време, ви благодарам за убавиот мовет и верувам дека ако повеќе луѓе како вас и од оваа и од таа страна се вклучат во решавање на овој илузорен, по мене, вака виртуелен, непостоечки спор, многу лесно ќе се договориме и ќе почнеме да живееме нормално. Дај Боже народот да живее подобро. Благодарам уште еднаш. Јас благодарам. Апсите новинар, бе, што ви е на вас? Абе, пусти го, бе! Што правите, бе, човек? Вие нарекот италијанската држава еби ветар држава. Вашија деца? И второто прашање ми е кој евро сакате да го играм? Тешкото или шото? Кој што ќе замолам да го одговорите конкретно. Две прашања обвинител ке. Затоа ми беше прашањето. Сега, господин Рашковски, вие се конфронтирате со новинари од дека ќе видиме дали ќе покрене. Значи, прашањето е следно. Господин Езекири, едно прашање ако може.
Тоа отворивте главната врата на собранието, која врата ги отворите за законот за јавна обвинителство? Прашањето е такво да може секако да се одговори. Бевте во Република Северна Македонија во петок, во сабота. Северна не сум бил, у Македонија сум бил.